Министерот за култура и туризам Зоран Љутков го посети Лешочкиот манастир, каде што во тек е реализацијата на проектот за конзервација, реставрација и ревитализација на стариот конак, кој е интегрален дел од манастирскиот комплекс. Овој проект е од исклучителна важност не само за Министерството за култура и туризам, туку и за нашата држава. Во Лешок е Елизабета Дамјановска-Спасеновска со незините гости и ресорниот министер Љутков. Повелете со информациите. Добар ден, се вклучуваме денеска од манастирскиот комплекс во Лешок, каде што министерот за култура и туризам Зоран Љутков денеска ќе најави финална фаза од реставрацијата на манастирскиот конак, кој што беше уништен до темел во 2001 година и кој што во неколку наврати од тогаш беше фаза по фаза реставриран, меѓутоа многу наскоро се очекува и отпочнување на последната финална фаза од неговата реставрација. Деталите ќе не ги соопшти самиот министер, а и од Тетовско-гостиварскиот митрополит господин Јосиф ќе слушнеме какво е значењето од оваа конечна реставрација на конакот. Добар ден, добродојавте во вестите. Може ли ни кажете што ќе значи оваа реставрација, колку средства ќе бидат обезбедени и за колку време ќе го видиме конечниот сјај на конакот? Така, благодарам многу. Денеска, како дел од моите редовни посети, сум во Лешочкиот манастир, кој што всушност е најголемиот духовен центар овде во Полошкиот регион. Лешочкиот манастир всушност се состои од две други цркви, како што е Свети Атанаси и Света Богородица, но и гробот и спомен куќата на Кирил Печинович и конакот што го гледаме позади нас сега, и всушност тоа заедно представува еден огромен манастирски комплекс. Денеска сум овде и на покана на митрополитот на Тетовско-гостиварската епархија владиката Јосиф и заедно со тимот од Национален конзерваторски центар, и со гордост сакам да најавам дека оваа година конечно ќе заврши конзервација, реставрација, санација и ревитализација на конакот, на стариот конак, кој што всушност е интегрален дел од овој манастирски комплекс, и за таа намена како Министерство за култура и туризам обезбедивме до финализирање на конакот 6 милиони денари. Освен овие 6 милиони денари, кои што во текот на наредната недела ќе биде објавена и јавната набавка преку Националниот конзерваторски центар, можам слободно да кажам дека и за црквата Света Богородица се обезбедени уште 300.000 денари, кои што всушност ќе бидат средства наменети за фреско живописот внатре. Митрополит Јосиф, може ли ни кажете што ќе значи оваа реставрација конкретно за овој манастирски комплекс? Така, јас би сакал јавно да заблагодарам на министерот и Министерството за култура за грижата, за љубовта и за одвоените средства за завршување на овој конак. Отварањето на конакот ќе значи многу и за нашите верници кои што ќе можат да престојуваат овдека во овој конак, исто така и за манастирскиот туризам кој што и tekako е значаен за овој регион. Како што кажа министерот, Лешочкиот манастир е најголемиот манастир во Полошкиот регион, кој што значи многу за нашите верници и за нашите граѓани. Така да манастирот и овој конак ќе бидат секогаш отворени за сите кои ќе сакаат да го посетат и да престојуваат во конакот кој што е во фаза на реставрација и обновување. Благодарам многу на двајцата за вклучувањето во утринските вести на Канал 5 телевизија, а секако со повеќе детали околу самиот процес на реставрацијата ќе се обратиме до нашите гледачи со прилогот кој што го подготвиме за вестите во 15 часот.